Процентот на царски рез е навистина зголемен, истакна денеска директорката на клиниката за гинекологија и акушерство, докторка Елена Алексиовска-Пепестиев. Според неа царскиот рез понекогаш е оправдан во случај кога се во прашање животите на мајката и бебето. Меѓутоа, според Светската здравствена организација, оправдана е индикацијата кај само 15 до 20%. Морам да истакнам дека треба да се адресираат проблеми, како што во нашата држава тоа е и светски тренд, меѓутоа процентот на царски резеви навистина е зголеме и треба тука да се упати едно внимание за ревидирање на клиничките протоколи, затоа што секој царски рез понатаму носи ризик и за мајката и за новородените. Она што сакам да кажам дека сепак покажавме дека кога системот работи координирано, постигнавме резултати. Кажавме, ние нема да се задоволиме тука, сакаме да го продлабочиме и да имаме напредок, затоа што секое новородено детенце заслужува безбеден почеток и секое детенце заслужува здрав живот. Тоа е како воведување на антибиотици, антикоагулантна терапија, меѓутоа секогаш после третиот царски рез сите светски протоколи предвидуваат стерилизација на мајката затоа што секој нареден царски рез е компликација. Меѓутоа ние не можеме да ја стерилизираме мајката без да добиеме согласност од нејзина. И жената ако си го превзема тој ризик, во случајот за жал на жената и било понудено стерилизација после третиот царски рез, истата одбила, родила четврто дете после 5-та бременност и компликацијата и тој процент ја пати. Докторка Алексиовска-Пепестиев додаде дека после третиот царски рез сите светски протоколи предвидуваат стерилизација на мајката, но тоа на мајката не може да и се наметне. Треба да се ревидираат и мајчината смртност затоа што се повеќе, верувајте ми, постари пациенти со коморбидитети раѓаат и се повеќе имаме гинеко-онколошки пациенти кои што заради возраста веќе ќе имаат и онколошка болест и после тоа и раѓаат. Така да наредниот фокус се согласувам дека треба да биде на ажурирање на протоколите, на препораките за царскиот рез непотребно да не се прави. Тука треба се вклучат сите здравствени институции. Почнувајќи од клиниката каде што се сливаат сите најсложени случаи до приватните болници каде што малку се полиберални за поставување на индикација на царски рез и до сите останати здравствени институции низ региони. Царскиот рез некогаш може да го спаси животот на мајката и бебето, меѓутоа ако е непотребно направен, понатаму може да доведе до компликација. Директорката смета дека во наредниот период фокусот треба да се стави на ажурирање на протоколите и на препораките, со цел да се избегнува непотребно изведување на царски рез.